сега детали за она што ќе се случува овој викенд во Кичево, поточно од 10 до 12 јули, од петок до недела, 3 денови посветени за уметноста, за културата, за филмот, за музиката. Тие велат со оглед на тоа што оваа година Кичево е и град на културата и ја добиваат поддршката и од Министерството за култура, велат дека ова се историски моменти за градот Кичево, бидејќи се отвора ново културно поглавје и сето ова е почеток на една значајна филмска традиција. Владко Толески, директорот на Кичево филм фестивал, утрово би требало да го имаме на линија. Владко, добро утро во рамки на нашата утринска на Телма. Ти благодариме што на овој начин се вклучуваш, а ние даваме аплауз на она што го организирате изминативе денови, а ќе имаме можност секако да го доживееме, погледнеме секако овој викенд, поточно од 10 до 12 јули. Добро утро. Добро утро. Добро утро, најпрво благодарам за поканата на Алфа телевизија Јутринска. Така и ние се обидуваме да ги опатиме сите оние работи или настани кои што се случуваат низ нашата Македонија и се радуваме на овој прв филмски фестивал во Кичево. Навистина, одекна и рекламите или објавите кои што ги имате по социјалните медиуми за она што ќе се случува во Кичево. Сакаме и ние да ја дадеме нашата медиумска поддршка за овој прв фестивал. Значаен, велите, за вас, но значаен генерално и за уметноста во нашата земја. Од каде идејата или од каде потребата можеби за вакво нешто во Кичево? Колку Кичево знае да заживее можеби во летниот период или можеби од друга страна, ако тоа не се случувало, ете ова било некоја потреба за градот да добие едно ново руво или ново доживување? Така. Па, ова за мене не е само фестивал, ова е исполнување на една долгогодишна визија. Како актер и филмски режисер, од секогаш сум верувал дека Кичево заслужува голем културен настан, кој ќе ги обедини филмот, музиката и луѓето. Па по многу години конечно дојде момент да кажеме дека Кичево има свој меѓународен филмски фестивал и верувам дека ова е историски момент. Не само затоа што организираме 3 фестивалски денови, туку затоа што започнуваме традиција и сакам кога за 10 или 30 години ќе се зборува за културата во Кичево, луѓето да се кажат се започна во 2026 година. Да, и веројатно ќе се зборува со оглед на онаа богата програма која што е најавена и бидејќи е во очи лето, а се разбира дека во текот на летниот период покрај тоа што сакаме да уживаме и се разбира да се одмориме, меѓу другото сакаме да гледаме и добри филмови. И ако го правиме изборот на тоа каде ќе отидеме и како филм ќе погледнеме, веројатно за сите љубители на филмската уметност ќе знаат да го препознаат токму ова и да го посетат Кичево од 10 до 12 јули. Она која се наоѓа на вашата програма се проекции на домашни балкански и европски филмови, како тука се разбира и средби со режисери, актери, филмски професионалци и не само тоа, и многу други нешта кои што сите заинтересирани можат да го забележат на програмата. Но ако зборуваме за критериумот и формирањето на истата, тогаш што би можеле да издвоиме како клучно или нешто кое што буквално ја карактеризира организацијата на Кичево филм фестивал? Па, искрено, годинава имаме богата програма, во официјална селекција имаме филмови од Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Словенија, Обединетото кралство, Полска, Шпанија, Франција, Турција, Албанија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Кина, Русија, Америка, и тоа покажува дека уште од првата година фестивалот има меѓународен карактер. Тоа што го одвојува на 10 јули е свечено отварање, со тоа што доделуваме 2 главни награди за трајни вредности на Јовица Михајловски, нашиот добро познат актер, и на големата Тања Бошковиќ од Србија. При тоа имаме и богата музичка програма, исто така на отварањето ќе бидат за прв пат уствари Наум Стефановски направи концепт специјално за фестивалот, акустичен концепт заедно со неговиот колега Circuit Better, кој ќе настапат исто после доделувањето наградите и после тоа настапува DJ Малена од Белград. Така да... Да, Владко, ова навистина е обемна програма или, како велиш, уште од првата година фестивалот интернационален и навистина бројни земји успеа да ни наброиш и веројатно на ваше големо задоволство е тоа што тие прифатиле поканата да имаат можност да се представат пред македонската публика. Имаш со кој филм, да речам, генерално се отвора фестивалот или какво е предвидено отворањето во петок, во колку часот, Китино Кале, колку што можевме да видиме
видиме и прочитаме, ќе биде всушност една од носечките локации. Така, Китино Кале е нашата најубава локација, иначе прв филм на отварањето на Кичево филм фестивал е Само уништување и тоа се 30 години од стварањето на тоа уметничко дело, во кој игра исто Јовица Михајловски. Така, во колку часот ќе биде само отворањето, да малку ги прецизираме деталите? Отварањето е од 8:30, започнува од 8:30 и искрено очекувам луѓето да си заминат со чувство дека биле дел од нешто што ќе остане запаметено. Фестивалите нормално не се градат за една година, се градат со љубов, со доверба, со истрајност, верувам дека ова е само почет. Така е, самата локација кажува дека и влезот е бесплатен за оние кои што ќе сакаат да дојдат и да уживаат под отворено небо и да ги погледнат филмовите кои што се дел од програмата, но кога зборуваме за, како што и спомена, нешто кое што се гради со време и нешто кое што создава доверба кај посетителите, а и е цел токму за Кичево филм фестивал, тогаш би кажале дека навистина поддршката па и континуитетот игра важна улога. Генерално, ако зборуваме за поддршката, што би кажале вие на тоа прашање? Колкава беше поддршката од соработниците, да речеме од општината или оние кои генерално би требало да дадат поддршка за такви настани, бидејќи ето и од искуство и од различни други вакви организации, како што и вчера имавме можност да позборуваме за Преко езерото, уште еден филмски фестивал кој се одржува 5-та година поред. Сите такви настани и случувања кај нас се некако невозможни без поддршка. Како или колку ја имавте вие поддршката и колку всушност сето тоа беше комплексно за договарање и за организација? Искрено, сакам да се заблагодарам на нашиот нов градоначалник Александар Јовановски, кој веруваше дека овој проект заслужува да се направи во Кичево. Се заблагодарувам на сите институции што помогнаа овој фестивал да се деси. Искрено беше комплексно заради тоа што мислам и за прв пат оваа година ќе има и куполата горе на Китиното Кале, на врвот на Китиното Кале. Имаме прекрасна сцена, како што можете да видите и на видеото, тоа е фантастична локација. Благодарам на волонтерите, на луѓето што веруваат дека овој проект заслужува да го имаме во Кичево. Да, и убаво е кога постојат поддржувачи кои што ги поддржуваат навистина вистинските вредности, а културата или уметноста генерално е нешто што навистина вреди или го заслужува тоа. Владко, уште само неколку прашања до крајот. Сакаме да споменеме дека Кичево е град на културата. Што тоа за вас како некој кој што потекнува од таму значи, но и значи за сите кичевчани кои што во текот на годината таму живеат и функционираат? Да се биде град на културата е едно импозантно признание, но и веројатно треба да се оправда. Кичево филм фестивал е само една од активностите со кои што тоа го прави градот. Така е. Годинава имавме таа чест да биде Кичево град на културата, па со оглед на тоа Кичево низ годините некако тоа се угаси. Благодарности до Министерството на култура што по оваа година имаме таа чест. Кичево искрено повторно врати својата насмевка во градот. Имаме доста настани во Кичево, имаме доста концерти, представи, проекти кои се одржуваат на различни локации. Така да искрено се радувам што оваа година некако и луѓето почнаа да излегуваат од своите домови, да го движат и калето и локациите што ги имаме со надеж на тоа дека тоа што го имаме годинава уствари како Кичево град на култура, се надевам дека ќе се врежи во срцата на луѓето и ќе покушаат да останат голем дел од настаните што ќе се случат оваа година, да останат и во наредни години. Така да се надевам дека ова ќе придонесе и ќе дадам еден апел. Тоа е да биде оваа година на подлога и да дадеме иницијатива. Кичево е убав град со позитивна енергија, со доста култура што живеел и низ изминатите години, да се отвори професионален театар во Домот на културата, поради тоа што имаме услови да имаме и заслужуваме како граѓани
да имаме еден убав театар со програма што ќе функционира како секој еден град во Македонија што има театар. Нека биде ова апелот кој што би требало да го слушнат оние важни или клучни институции во целата оваа работа. Навистина секој еден град заслужува театар, а и секоја една публика заслужува да може да појде во најблиското свое место на живење, да посети добра представа, ама тоа да биде на адекватно или соодветно место. Владко, има ли посетители веќе во градот, иако ова се работни денови, сепак фестивалот започнува во петок, имате ли најава од туристи, од странски, со оглед на тоа што фестивалот е интернационален, и би сакала тука само да напоменам дека ова е навистина одлична можност за промоција и доживување на градот, конкретно еве и Китино Кале, кое што ете оние кои што не биле во Кичево не можат да знаат што се поседува градот, но од овие видео инсерти кои што ги погледнавме, навистина можеме да доловиме за каков град станува збор и дека навистина секој еден град во нашата Македонија има нешто свое и посебно кое што заслужува да биде и промовирано, но од друга страна пак и секако соодветно зачувано. Така е. Па искрено има заинтересираност. Денеска сме работни, денеска се отвараат првите при-парти денови. Работиме моментално горе сум на Калето на Кичево, на Бината, па се јавуваат доста луѓе, има заинтересираност не само од Македонија, тоа можевме да го заклучиме по тоа што нашите уствари хотели што ги имаме низ Кичево веќе ни кажуваат дека веќе има заинтересираност и дека се резервираат доста места, дека се полни капацитетот на хотелите. Имаме од утре почнуваат гостите да ни пристигнуваат од странство, така да има доста заинтересираност. Да, велиш дека си на Китино Кале, извини Ивана, па еве може да ни доловиш од прилика како тоа изгледа, бидејќи е веројатно едно од поубавите места во вашиот град. Моментално не сум на куполата, малку се тргнав заради тоа што горе техничките работници работат, ама ќе ви доловам краток момент од ова фантастична и преубава природа. Природа, да. Зеленило. Да, ведро и сончево утро и во Кичево во утрово, но она кое што исто ќе го споменам, а накратко спомена и ти, Владко, за започнување 2 дена пред фестивалот, ви да речеме конкретно од, како што кажа и од утре, има препарти, така стои нели во самата програма, загревање, музика и дружење, како и еден ден по завршувањето или афтер фестивал со диџеј и дружење. И она кој е составен дел од отворањето, а тоа е свечено доделување на наградите. Само уште тоа ќе го допрецизираме во овој дел или во уште една минута која што ја имаме до крајот. Така, при парти генерално е за овие 2 дена ќе имаме диџеј програма, дружење со гостите што ќе ни бидат во текот на фестивалот, со режисерите, интеракција, разменување на идеи. Афтер парти е да не се затвори директно фестивалот и да биде тоа крај. Нормално сакаме малку и да потрае, па ќе има афтер парти, испраќање со нашите гости што ќе ни бидат во текот на фестивалот и да си испратиме искрено како што треба и како што доликува еден ваков убав град и од една ваква убава организација. Во овој момент во нашето утринско или преку нашето утринско будење и поврзување токму со Кичево да ги повикаме нашите гледачи, оние кои викендов ќе сакаат да отидат таму и да уживаат во овој филмски фестивал кој има што да понуди, а она кој ние ќе го посакаме се разбира е долгогодишно постоење и се разбира целта која што е поставена да биде постигната. Благодариме, Владко, за утринското вклучување.